Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Денеска продолжуваме да зборуваме за она што почнавме во текот на вчерашниот ден, но со поголем фокус кој што е даден токму на вандализмот кој се прави врз објектите на Скопје 2014 и дополнително на уште еден објект изграден во 1927 година, а тоа е објектот каде што е сместено денес Министерството за култура, кое исто така е заштитено како културно наследство со закон, зашто и впрочем и Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска во текот на денешниот ден повика од Министерството за внатрешни работи во најкус можен рок да реагираат и да ги спроведат кривичните пријави кои Министерството ќе ги поднесе против лицата кои фрлаа со бои врз овој објект на Министерството за култура. Прашањето на кое денеска ние ќе се посветиме, а долу веќе може и да се испише Скопје 2014 во боја, вандализам или протест е она за што ние ќе разговараме на 026091 924 или 925 на крајот и да си го кажете вашето мислење, се разбира, без употреба на вулгаризми, без употреба на ксенофобија, на омраза, ширење говор на омраза во рамки на слободата на говорот, која што секако не е безгранична, затоа што говорот на омраза не е слобода на говор и при тоа кажувајќи го демократски своето право на мислење, посветено, концизно, прецизно, дадено на темата. Значи, не дополнително проширување. Едноставно е. Дали сметате дека она што се прави на Скопје 2014 е вандализам или пак сепак изразување на начин, на своевиден начин на правото на протест. Кога зборуваме веќе за Скопје 2014 проектот, првиот објект кој што страдаше во овој проект е Портата Македонија, или народски како што и се нарекува Триумфалната капија, каде што пак во долниот дел, особено на столбовите со оглед на височината за горниот дел, се isfрлани разни бои, пастелни, останати делови се извалкани со јајца и испишани се графити, од кои што највпечатлив е графитот кој гласи грабеж, потоа дополнително од текот на вчерашниот ден впечатлив е и графитот кој што вели дека ова порта можеше да спаси 208 тамари, алудирајќи на малата Тамара Димовска која што почина чекајќи пари за операција во странство. Понатаму, после Триумфалната капија, односно Портата Македонија, дополнително беше мета на обојување и фонтаната Воинот на конј, официјално наречена, како што граѓаните ја нарекуваат фонтаната на Александар III Македонски, каде во водата внатре, според кажувањата на дел од учесниците на протестот, бил истурен хиперманган, кој што ја обои водата во црвено, која пак црвена боја ги одразува, според нивните кажувања, мислењата по однос на тоа дека таа црвена боја ја символизира крвта на паднатите жртви на, цитирам, режимот на ВМРО ДПМНЕ. И истовремено беа истурени и околу 40 напакувања на прашок за перење, кој во текот на вчерашната ноќ се доутринава, пак создаде пена која што приватна фирма организирана од страна на најмена од страна на градот Скопје и беше најмена за да ја прочисти, зашто рекоа дека црвената вода многу тешко би ја прочистили, дека ќе им требаат денови, а додека пак прашокот успешно го отстраниле, а додека пак прашокот бил истурен за да се покаже дека ништо не може да ги испере, цитирам, криминалите на власта, односно партијата на власт ВМРО ДПМНЕ. Така, тоа се за сега објектите. 026091 924 или 925. Ние имаме инсерти од сето тоа. Во оној момент кога ќе може да ги емитуваме, секако ќе ги погледнете. Одиме со првото јавување. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Прво, секој вандализам го негирам, го критикувам. Меѓутоа, Скопје 2014, прво што тоа е голем кич. За мене е тоа голем кич. Настрана тоа, народот му бодеше очи, народот гладува, народот не може да оди во странство на лекување, а они упорно прават споменици. Мислам, повеќе беше тоа, отколку да се фрлат некои бои и такви работи
А за Министерството за култура. Ако толку е револтирана министерката за култура, па она има камери, нека се види кој го направи тоа во Министерството за култура, па тоа нека обвинува. Овдека е площад, овдека на площад е голем простор, не може тоа да се види. Меѓутоа, таму може да се види. А уште повеќе е револтиран народот, затоа што оние стиропор барок затвораат такви зданија кои што се градени во тоа време, кои што се белег за растежот на Скопје. Толку од мене. Мислам дека беше доволно. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Ало? Да, ве слушам. Добар ден. Здраво. Здраво. Ја не знам зашо сите луѓе се карат за партиите. ВМРО, ДПМН е, не знам кој. Сега, зашо се тие работи партиите? Партиите, луѓето ги распаа. Па не протести, не да се фарбат, не да се мајат со јајца, ќе почнат да градат дедови. Дедови си делат куките, зашо партијата, јас сум ВМРО, ти си СДС. Или СДСМ, вие шо викате. Сметате дека тоа е неправилно? Да. Зашо партиите се партиите направија народот да се делат едноставно да се карат. Добро. Тоа би било се? Да. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија со кој што ќе зборуваме токму на оваа тема денеска? Скопје 2014 во боја, вандализам или протест. Добар ден. Здраво, Македонија. Ве слушам, повелете. Од Шивка Раковенци. Поздрав до вас, повелете. Сигурно дека хулиганството, вандализмо не може да биде знак на протест. Треба да биде осуден од секој нормален човек што живее во Македонија. Најстрашното е ваков начин на улица и хулиганство и вандализам е погубно и може да ја разнебити нашата држава, ова парче земја. Ние неаме резервна држава. Последно е ова парче земја. Затоа мора и во оваа дискусија, барем еднаш да зборуваме граѓански, да изнесеме реалноста, фактите, аргументите. Јас ќе ги кажам и ќе го кажам и најважното. Кој го осмисли начинот на протест, улица, вандализам, хулиганство? За жал, тоа е каубоецот број 1 во светот. Осмислен генератор, креатор. Тој го измисли Пржинскиот договор, со кој се направи паралелна власт на Македонија, над Македонија. Оваа паралелна власт и овој Пржински договор највише страда граѓанинот ако мисли граѓански. Ако мисли со своја глава. Оваа паралелна власт преку законот за полиција и законот за специјално обвинителство направи не спектар на бои, направи хаос во Македонија. Тоа се виде. Добро, за кого зборувате? Молим? За кого зборувате, името и презимето не го кажавте? Зборувам за твоите пријатели кои ти даваат наредба. Не, јас ве прашувам, бидејќи рековте дека од еден човек сето тоа потекнува, сакам и другите гледачи да слушнат за кого зборувате. Од број 1 знае се глобализаторот број 1. Име и презиме. Малите деца. Име и презиме. Дали треба ти да изиграваш
инспектор Мегре или да ја водиш емисијата како што требе. Јас ве прашувам, господине, не може вие, господине Кавраков, да зборувате за нешто, а при тоа да го оставате другите гледачи тоа да го зборувате. Ве прашувам едноставно човечки, за кого зборувате? Јас не се плашам од ништо. Ама никој овде не зборува за плашење или за страв. Многу е едноставно прашањето. Кое е името и презимето за личноста за која што зборувате? Да, јасни ме и на децата мали јасно е тоа. Јас сум доведен како граѓанин до фаза на фанатизам до последниот здив и ке терам така. Во сите емисии цел се знае само огне наш. Не, ворете, јас сакам да слушнам од ваша уста за кого зборувате. Глобализатор број 1 во светот кој е? Име и презиме. Америка. Добро. Сега јас ке ве прашам. Ајде. Една дигресија. Не, нема дигресија. Ако сакате за темата ќе зборуваме, дигресија нема. Ќе ве прашам сега јас вас. Нема дигресија. Ако сакате за темата ќе зборуваме. Само едно да ве прашам. За темата. Дали знаете за Марфиевиот закон? Марфиев закон. Добро. Дали знаете? Да, повелете, ајде. Ќе го презентирате или ја од два збора да го кажам? Важи за вас. Ајде, кажете го. Човекот, Марфиевиот закон дава линија до каде твоите способности можат да бидат продуктивни. Ти го надмина Марфиевиот закон и си даваш многу за право. А одлична е емисијата и може да биде подобра и без тебе и без мене. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Јас не сум тема на оваа емисија, иако тоа многу пати сакате да го направите, но во секој случај тоа и ми е работа, бидејќи сум дел од неа како водител и уредник, се разбира дека ќе ги примам и таквите поплаки или пак пофалби. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Одамна се неам јавено. Повелете, поздрав до вас. Што е ова? Ова е точно против. Погласно држијата, кажете? Протест е против вандализмот на оваа влада, најспособна во светот, со проектот 2014 која му го смени личниот опис на Скопје. И го уништи, бидејќи никаде во светот објекти стари не се уриваат и не се гради нешто што не постоело. Ова е за нас нешто, мислам, за мене новина, глупост, едноставно. Ова е точно вандализам, ама на владата, која го уништи не само Скопје, туку цела Македонија уништи. Ова го нема никаде во светот. И затоа видно да нема и никој пат да не се вратат во оваа држава. Пријатно. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето. Во овој момент сега ќе замолам од режијата да ги пуштат и снимките кои што ги направија камерите на 24 вести во текот на вчерашниот протест. Скопје во шарени бои, вака изгледа центарот на главниот град по неколкудневните протести против одлуката за аболиција од страна на претседателот Ѓорѓе Иванов по однос на 56 лица од политиката и бизнисот за кои има сомнение за сторен криминал. Демонстрантите за прв пат на синоќешните протести удрија и по фонтаната на плоштадот Македонија, фонтаната воинот на конј или позната како Александар III Македонски. Ова што сега моментно го гледате е триумфалната капија, која пак три пати со ред е, ќе речеме, жртва на протестирањето, каде се фрлаат бои, јајца и се испишуваат графити, каде пак од символите се исцртуваат раце во форма на тупаница стисната. Понатаму ќе видите и во инсертите, она што може да се забележи е дека и од двете страни триумфалната капија е обоена и шарана. Особено реакции имаше од страна на историчари и на личности јавни по однос на релефите кои што се поставени на триумфалната капија, која пак е изградена во последните неколку години, каде на релефите се представени борбите на македонскиот народ за слобода, како и екзодусот на децата бегалци од Егејска Македонија. Она што читате моментно е никад више ВМРО или оставка, формата на тупаница.
Понатаму во останатите инсерти веројатно ќе погледнете уште повеќе, во меѓувреме може да имаме гледачи на линија, нека одати. Ова е фонтаната. Истурање, добро, ќе ги фактурираме од фирмата за рекламирањето бесплатно. Шега на страна, истурени беа околу 40 пакувања прашак во самата прашок за перење во самата фонтана и хиперманган. Дали имаме некој на линија? Нека одат инсертите. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав од Блаже од Прилеп. Поздрав до вас до Прилеп, повелете. Ова се случува кој че имаше на влада расипничка, кој че растура тари, кој че купува врби за 300.000 евра, кој че купува коли од поскапи од папата 600.000 евра. Да, само бидете на линија, Блаже. За оние кои што не знаат, ова е зградата на Министерството за култура во Скопје, изградена во 1927 година, која што пек е заштитена со Законот за културно наследство. Повелете, Блаже. И ова му е на народот збирано, гниено во него, и се излегува до израз револто. Што викаме ние македонски, му пукна филмо, веќе му пукна филмо, луѓето не знаат што прави. Си вела овој што прави, ние што правиме. Исто во сега ќе биде по затворите, внатре веќе врија. Некој да биде слободен за 5 милиарди изнесени, а некој да лежи за кокошки шукрел 3. Так. Тоа може да направи на таква раситничка влада. И те молам, ќе даваш слики назад за тебе и Сабајле гледам на Канал 5. Ќе го давате први во центар. Полицајците ќе што дава вода да се лада и овие да руше и само му вика оруб, сега, удри, крши и сендвичи можно да се на лице место на тие што се античките македонци, многу културни, многу итри. И пашливи, има осет, овие се вандали, а вандалите овде се маскирани појчето онни, пуштени се пропагатори. Добро. Да го дајте од Фијат Цановски. Мини, да се минира убо, а не она што се направили. Убо мини на летни воздух, партал да се направи. Кој ќе плаќа тие 60 милиони сега? Чукнете се погледа македонци, сете се. Добро. Ова нигде го нема. Се најубо пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака, во врска со денешната тема, гледам тука 3 прашања да се одговара. Скопје 2014 во боја. Искрено ви кажем, не би трошил многу зборови. Стручната јавност, архитектите си го кажа своето мислење. Јас им верувам, лично не ми се допаѓа, сметам дека е кич. За вандализмот, исто така не би имал што да кажам. Се слушаат вандализам, рушење. Не видов никакво рушење, видов неколку искршени стакла, како револт на тие што протестираат, фрлена боја, ќе се испере стаклата со 2-300 евра, ќе се поправат, не гледам ни голема материјална штета. Меѓутоа, јас би се задржал на зборот протест. И јас мислам дека со овие протести, може би за прв пат, во 20 годишната историја, колку што јас се сеќавам, македонците и албанците застанаа рамо до рамо зад вредности. И тоа е најголемата придобивка од овие протести. Значи, граѓаните се обединија против неправдата, против партизирана држава, против партизирани институции, за правда, за демократија, за граѓански права и слободи. И мислам дека тоа е најголемата придобивка во овие 25 години, да се обединат македонците и албанците зад вредности. И имавме обединување меѓу ВМРО и ДУИ. Меѓутоа обединувањето беше во власта, во делењето на колачот што се вика буџет. Ова обединување е искрено и ова голема надеж ми дава дека за Македонија доаѓаат посреќни денови. И сакам уште нешто да кажам, не е директно со темата, али тука е негде. Многу често се напаѓа Брисел, Вашингтон, Сорос се спомнува и во тој контекст со невладените организации. Една работа забораваме. Сорос, кога Македонија имаше 30
10.000 марки во буџетот и даде помош на Македонија од 30 милиони марки. Забораваме која беше грчкото ембарго. Со чии пари се плати нафтата? За да можеме да го пробиеме тоа ембарго и да може Македонија да преживее во најтешките моменти кога застана на нозе како самостојна суверена држава. Така, добро. И сметам дека треба малце да се подсетиме на многу добри работи што Брисел и Вашингтон ги правели и ги прават и денеска. Проблемот е кај владеачката партија што опозицијата, невладините организации и Брисел и Вашингтон се обединија околу вредности, што ги викаме европски вредности, за кои сите се декларираме дека сакаме да одиме таму, меѓутоа, поаѓајќи од тесно партиски интереси или лични интереси, ние имаме двоен аршин која го оценуваме тоа. Благодарам, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Еде така, гледачи кои што се јавуваат и се многу прецизни по однос на темата за која што зборуваат во детали. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Види, вака се, мора да кажем искрено, протестите ги поддржувам, меѓутоа ваквото начин на фарбање и давање шанса да се испери уште некој динар пари, не го поддржувам, ти кажам право. Ако Скопје 2014 го правиме да кажеме процес каде што се исправа многу пари, зошто да дадеме шанса и овдека сега наместо 100 некој да напише дека платил 20.000 евра за чистење. Значи, ние не треба веќе да се расоламе со народните пари. На овој начин нема да се покаже никаков протест. Протестот може да се искаже преку паролите кои ќе се носат или кои ќе се скандираат. Меѓутоа, објектот дека ќе се офарба, па утре ќе му дадеме шанса на нашиот градоначалник да прикрие уште некој динар пари, мислам дека стварно прво ние би требало да се спротивставиме на тоа, да кажеме дека не треба да се чачкаат објектите од тие причини што тоа ќе биде само повод да се испери уште некој динар пари од целата оваа немаштија. Од тие причини не го поддржувам ваквиот начин на фарбање на објекти и однесување на масата, а протестот како протест и сето останато го поддржувам и дека тоа е легитимно право и доста беше чутење, доста беше пливање во оваа магла розова, кој сака нека и да собраа пари за сендвичи, па се у четвртото пак имаме друг протест. Меѓутоа, доста добро е што народот веќе сосвести. Секој сосвести, али реков, него со ваков начин нема ништо да се постигне, само се дава шанса уште некој ден пари да се испере, што не оди на никого во корист, пак сепак ние тоа ќе го платиме од наш джеп, од наш буџет. Така да, од тие причини реков, да не ми сватих погрешно, не го поддржувам фарбањето на објектите, а протестите да. Добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Демонстрантите за прв пат на синоќешните протести удрија и по фонтаната на плоштад Македонија. Водата ја обоија во црвена боја, символизирајќи ги како што велат паднатите жртви на режимот, а со прашокот за перење кој го истурија внатре покажаа како што рекоа синоќа дека ништо не може да го испере криминалот на власта. Денеска Белата сапуница е сведок на синоќешниот револт на граѓаните. Екипи од приватна фирма ангажирана од градот Скопје се обидуваа да ја испумпаат, но безуспешно. Зад камерите на 24 вести за прилогот на колешката Христина Новевска, кој ќе го погледнете во дневникот во 17 часот, тие велат дека ќе им бидат потребни денови за водата да се врати во првобитната состојба. Денеска успеале само да ја испумпаат црвеникавата боја на водата. Граѓаните пак се поделени во мислењата дека треба да се протестира или не треба на ваков начин, што е и дел од нашата емисија. Освен фонтаната, демонстрантите повторно ја офарбаа и порта Македонија, но овој пат освен траги од јајца и бои има и нови пораки од незадоволните граѓани. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Прво, вандализам или протест. Јас би рекол дека тоа е вандализам. Прва работа. Не само што е вандализам, со се живо и диво се упропастува пари, државни, народни пари, така натака. Преска рече ти од мен дека не си тема ти. Точно и немој да дозволиш да бидеш никогаш тема, пошто ти си само водител. Меѓутоа, сакав онака, ако не ме сватиш погрешно да те прашам, дали го одобруваш ова што се случува? Не протести, него све што се случува, што се растура низ државата. Знам дека си искрен и затоа те прашувам. Иначе, можда не е фер што те прашувам. Да, малку не е фер, бидејќи моето мислење доколку би го искажал ќе може да наведе други луѓе. Добро, и не. Но во секој случај не, но во секој случај ситуацијата во која што се наоѓа Република Македонија е многу сериозна и не е за одобрување начинот на кој што се разрешува ситуацијата.
сепак се како да сакаш. Извини што те довлекувам во таква незгода. Сега вака, што викаат некои, власта, криминалци. Ајде да збориме реално. Дали СДС не се криминалци? Да, појдеме од 2001 наваму све што се правеше. Криминалци во секој поглед се. Меѓутоа, може да се каже криминалци од власта, али и од опозиција. Значи, да ви кажам право, ние немаме, ако веќе така се мисли, бар оваа криминална власт направи се. А таа другата криминална власт не направи ништо, а и ова Саша го е направено, го упропастува. Тоа е едно. Ајде толку и да не е тоа што го упропастува. Дали не мислите дека кон некој нешто друго се оди? Се оди, прво сам на вашата телевизија, самиот овој Заев си рече, дека прво тоа го рече украинско сценарио на Телма, а после на вашата телевизија вака кажа, дека овие се тврди што се на власт и грците и странците бараат по секоја можност да си дојде СДС и компанија на власт. Затоа што се тврди, рече, за името. Тоа сега рече, ќе мора нешто да се направи. Добро. Што значи тоа? Ајде да не ја прошируваме темата во делот за името, ќе имаме доволно простор да зборуваме за тоа. Јас ќе ви заблагодарам тука за јавувањето. Не само да докажам, ќе може ли? Ама не е фер кон другите гледачи. Добро, нема, ете ќе прескокнам тоа, што значи, они барат, сега беса, некне ги чув, барат редефинирање на државата. Мислам дека ти знаеш што значи тоа. Така, добро, пак ќе ви се заблагодарам за јавувањето, пријатно до вас. Ќе речам, значи да не ги прошируваме темите, ќе можеме да зборуваме и за барањата на беса, и за ставовите на партиите, и за името, ќе имаме доволно време. Името, впрочем, е тема која што е веројатно непотрошна со оглед на тоа дека 25 години се занимаваме со тоа. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Да. Ве слушам. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да. Гледач од внатрешноста. Прво ми е многу жал што не можам да учествувам на протестите. Во Скопје. И ги оправдувам во целост и протестантите и протестите. Не можам да се сложам со министерката за култура, која што вика вандалите уништуваат националното културно наследство. Не можам точно да се сетам. Прво, тоа не е нити национално наследство, нити ништо. Таа, по мој предлог, еве огнен до вас, Триумфалната порта да се предложи да биде зид за пишување графити. Мислам дека поки личе и поки одговара. Предходно со гледачката, само сакам да кажам едно моje мислење. Некој пат во оваа држава мора некој да одговара за да крене на подобро. Иначе вака не оде. Не оде. Ќе ви кажам само еден мој пример. 2 пати сум во стечај. За 50 години старост. Во која држава го има тоа? Пак ќе речем, не сакам да одземам време на другите слушатели, у целост ги поддржувам протестите и ми е жал што не можам да учествувам. Добро. Ви благодарам. Голем поздрав до вас. Да, ви благодарам за јавувањето. Поздрав и до вас од мене. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Да, ве слушам. Добар ден, повелете. Здраво, Огнен. Здраво. Јас би кажала за вандализам дека тоа за мене не е. Туку тоа е гневот на народот, на што народот има потполно право. До мене не допира воопшто некој значај тоа што го направија со боите, со нешто индиферентна сум потполно. И ќе кажам само дека сум била во Белград кога Милошевиќ падна, да знаете, ово кај нас не е ништо како што беше тоа во Белград. Јас потполно го разбирам народот и го поддржувам и вас се поддржувам и многу сте интелигентен млад човек. Ви благодарам. Благодарам, пријатно.
Јас вам ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам и ви посакувам убав ден, како вам, така и на сите останати гледачи, со оглед на тоа дека вашето јавување беше и последното. Во јавноста по социјалните мрежи ќе забележите многу начини на коментирање на начинот на протестирање од последните неколку дена, откако се појави вандализмот со прошарувањето со боите по портата Македонија, истурањето боја и прашок за перење во фонтаната на воинот на коњ на плоштадот на Македонија, и како и Министерството за култура, која што не е градба, која е дел од Скопје 2014. Дополнително се појавија реакции за шарањето на споменикот на Цар Самуил, кој што се наоѓа исто така на плоштадот, каде беше испишан графит "Го ослепевте народот". Во секој случај, темите за дискусија се дека не треба да се уништува нешто што е од народски пари правено, зашто добиваат вратка од другата страна, дека никогаш никој не ги прашал како да се трошат тие народни пари. Дискусиите ќе продолжат, ќе траат можеби долго време, дури и откако оваа ситуација ќе се разреши. Треба да се размислува со ладна глава. Пријатно.